Драги мои, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Како што гледате, мислам дека и на повеќе мината од вас јасно ќе им биде дека денешната тема на мојата видеоколумна ќе биде глобалното затоплување. Еве, јануари месец, уште не сме ни до Василица стигнати или нашата православна нова година, а веќе народот се шета по кратки ракави, како што слушате, нема ни кола, ни човек, ни куче, ни маче. Високата температура ги натера сите да се скријат и едноставно нема никој по улиците, под климите се ладат, си ги ладат, си се ладат и се разладуваме. Нормално тоа бело што го гледате позади мене е како да ви објаснам, видите сега, од високата температура растенијата и природата изложена на силни сончеви зрачења, ултравиолетово зрачење. Ако сте забележиле дека кога е сонцето е силно и пепел бело све на околу. И тој, јас што се припотресувам сега овде ка глумејќи нешто која американска ТВ репортерка што известува on the face, on the place for the weather report, едноставно е затоа што толку е топло што просто организмот се тресе. И така, додека ме помодрува од разноразни теории дека светот се затоплува, дека се затоплува инаку во глобалната скала, ова веќе и не се шего, во глобалната скала која иде на секој 100.000 години, последниве 400.000 години, имате една скала, ја има и на интернет, тоа е професори ја предаваат на сите универзитети, како се движи температурата на планетата, тоа е дека во овој момент сме на пикот со тенденција да опаѓа просечната температура на целата планета. Се обидуваат да ни докажат дека ние сме луѓето виновни за таквата ситуација, дека ние придонесуваме за глобалното затоплување, кај што нели сега наместо природно да идеме и да влеземе веќе во мало ледено доба, ние се уште сме така. Летата се пожешки, а зимите се потопли. Па еве, како што гледаме, топли зими. Ке ми свирнат метак у чело овие наши... Ако комшија, шлајфуј тука, фраер си. Не за џабе возиш БМВ. Селјо едем. Се извино. Скенирајте го ова. И идете на линкот што ќе ви се отвори, намерно е ставено. Океј, драги мои, еве воведот. Македонија е затрупана во снег, нема да биде страшно. Во Скопје снегот по улиците без никакви интервенции веќе растопени, небитно, но секако на планинските превои, надвор од градовите, ситуацијата ќе биде подраматична, но многу набрзо. И да, ќе има сега наредниве денови, сега кога ќе се разведри, обично кога врне снег е околу 0 степени, а кога ќе се разведри ќе падне и до -8. Добро или не, како и да е, тоа е и брзо ќе заврши. Февруари, памтете ми го зборот, е најтоплиот месец кој ни следува и тој ќе биде можеби најтоплиот месец до јули. Тоа е секоја година моје искуство во последниве 20 години. И така, нормално е дека секогаш ќе ги имаме оние стандардни наши вицови кои нема да ги забораваме, дека сме изненадени од снегот во јануари, дека јануари не изненадил со снегот, но ние сме во добри раце, ние имаме добри луѓе кои ги водат институциите и
ако сакаме да имаме добри институции кои добро ќе работат и ќе завршуваат брзо својата работа, ние треба да инвестираме во технологија. Како што за пожарите инвестиравме во, например, се сеќавате на она легендарна противпожарна кола која I think I could. I think I can. Кому му текне што кажав сега е секоја чест. I think I could. Она легендарна цистерна противпожарна од 50-тите години која се уште употребуваме. Се сеќавате дека ние крв пропљукавме со оние пожари затоа што нашите авиони се несервисирани. Зошто? Затоа што партијата која си замина и која требаше да го одржува оно што претходната партија, тој сега што е на власт, го изнакупува, нити го сервисираше, нити го збогати возниот фонд на летала, ништо, апсолутно ништо, едноставно тотален распад. Зошто? Па за да овие од ДУИ ми праќаат сега видеа, пошто треба некој тоа да го продуцира видеа со карате, казачок, мало рок, мало казачок, леле, колку сме опасни и така натаму. Светот се менува, драстично се менува. На 20 јануари единствен лидер од регионот ќе биде Христијан Мицковски. Опозиција на апарати. Не знам каде ќе им биде паметот, кај ќе им биде главата. Не дека ние што сме провладини или ја не крием дека сум провладини, дека сум за оваа ориентација. Јас сум станал демохристијан по убедување уште 80 години. Значи у времето на комунистичката партија. Така што мене работите не може некој да ми ги смени преку ноќ или да ме преубеди или разубеди. Но кога ќе паднат фондовите, кога ќе падне реториката и кога ќе почнат да квичат, ќе видите како ќе добиеме новокомпоновани ВМРО-овци кои сигурно нема да ја бранат политиката на оваа власт, но сигурно ќе бидат големи еколози, заштитничи на кучичи, мачичи, дали снегот е расчистен на време, дали пожарите се угаснати, дали у болниците имало доволно лажичиња за пудингот што се дели и слични работи. Живеевме во еден исперверзиран свет изминативе 20 години, чиј крај наближува, чија реторика се ближи на крајот, затоа што републиканците во 2016 не им дојде памет и не знаеа да сосечат, да пресечат така наречената длабока држава, која и понатаму, џабе што Доналд Трамп беше 4 години на власт, кога видовте што му изнаправија и со какви манипулации успеа да му ја земат изборната победа. Дури и да победеа, можеа глатко да отидат, ама едва им беше, нивните предсметки беа, па мораа да направат оно што го направија 27 април во Македонија. Но тоа завршува, набрзо завршува и фондовите за сите овие цензорски организации исчезнуваат. Пазете, знаете ли каква порака е од Западот да повика лидер од Балканот? Не е тоа Вучич, не е тоа Рама, не е тоа Петко Станко Бранко, Христијан, лидерот на ВМРО ДПМН, лидерот на Македонија, премиерот на Македонија. Зошто него? Ја кажав и во прошлото, ефектот на пеперутката, мислам дека Христијан го правеше она што го направија републиканците, Доналд Трамп го правеше во Америка. Може би не на таков начин, но истрпе многу, лично, професионално, он и неговиот најблизок тим, истрпеа многу напади, калкулации, манипулации. И мислам дека им е јасно дека работите не можат да бидат добри само во Америка, а да останат непроменети во светот. Мислам дека тука одиграа голема улога и некои македонци кои станаа се повлијателни и кои се бореа против пропагандата на Сорос, кои станаа блиски соработници со Доналд Трамп и неговата администрација која сега доаѓа на власт. Има уште неколку македонци кои се доста блиски со клучните луѓе во
Така бе, така, погласно. Весело му е. Pa vidi, treba da se veseli. Dođajat vodici, dođa skokanje na krst od voda, će bude ladno godina. Dođajat Vasilica, neli, konečno da vrti me paričkata, zato što paričkata se vrti na Sveti Vasilij. Zato što se pravila od sjekoga vo pravoslavio to, pravoslavnite, vo pomen na Sveti Vasilij, koji staval parički, vo lebovite im delalo narodot i sekomu bi dalo onolko koliko što mu bilo ukradeno, a on uspjel da im go vrati. To je jedinstveni od pomena. Ne drug praznik. A nije sekoj može da se vrti parička i za 8. marta ako saka. To je to tradicijata 1000-godišnja i poveće i na Sveti Vasilij. Ok. Ubavi raboti ne čekat. Ja vakas živa voda se napravi, ako mi dozvolite da završam, dame i gospoda, so ova moja video kolumna i se nadam slednava ako zastanam ovdje deka će bida pilinja na grankite koji, kaj se pilinja, zašto li ne? Jedinstvena ta dobra rabota so snegote što snegot znaje da ga priguši zvucite i malce da go iščisti vozduhot. Ama nije bo gradovite, go psujeme. I so pravo. Zašto? Oti za mnogo kratko vreme ke se rastopi, raskašavi i to stanova kal koja so nedalike traje. Ne možeš da je iščistiš pa so laseri da ja gađaš. Zdravo komši. Dobar. Pozdraja sestrati. Da. Hvala. Ćao, pozdravam brat mi. I on tebe te pozdravi. Така. Hvala što ne sledevte. Pozdrav.